Во обвинителството за организиран криминал обвинетиот Александар Василевски Нинџа доставил 115 аудиоснимки и фотографии како докази за собраниските инциденти. Во судница ги предложи за дополнителни докази и рече дека се во обвинителството. Обвинителката Ивана Трајчевска не е запознаена, а судот го чека обвинителството да ги достави доказите за да одлучи дали ќе се изведуваат. Василевски Нинџа побара ако се пуштат снимките во кривичен, јавноста да не ги слушне. Ние немаме сознание конкретно за какви снимки станува збор, односно станува збор за службена тајна, тие се предадени во обвинителството и сметаме дека обвинителството треба да ги предаде до судот. Со оглед на тоа дека обвинетиот кажа дека станува збор за сериозни индици кои што го подкрепуваат неговиот исказ даден тука пред судот. Што до сега не беа предложени? Не можам да ви одговорам. За колку снимки станува збор и се спомена и други докази? И за тоа исто така не можам да ви одговорам, значи кога судот ќе одлучи да ги прифати, тогаш ќе биде јавноста запознаена. 115 снимки, неколку... Во моментов не можам да го коментирам тоа. Судењето за ланските собраниски инциденти од 27 април продолжува за 3 дена. Се одложи бидејќи требаше да се презентираат доказите на обвинетиот Митко Чавков, а се уште не се декласифицирани. Судот очекува информација и дали ќе се декласифицираат документите од Агенцијата за разузнавање, за да се презентираат предложените докази на Мунир Пепик. Се чини дека доколку бидат прифатени доказите на Александар Василевски Нинџа и доколку се изведуваат и доказите за кои Кацарска кажа дека се во обемен број од страна од предложените на обвинетиот Митко Чавков, се чини дека судскиот процес 27 април нема да заврши оваа година, туку наредната година, бидејќи сепак станува збор за голем број на докази, а прво треба да се презентираат сите докази од страна на обвинителството и од одбраната, како и пред се и од дополнителните докази, за да се дојде до завршните зборови и од страна на обвинетите и од страна на обвинителството за организиран криминал, па подоцна да се закаже пресуда. За крвавиот упад за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста обвинети се 33, од кои 20 за помагање. На Сашо Марковски му се суди во отсуство.